Денес е светскиот ден на храната и во име на борбата против сиромаштијата и гладта би започнала со еден статистички податок. Во Македонија годишно имаме околу 120.000 тона отпад на храна, иако тоа не ми е баш омилен термин, но тоа е количина на храна од која со само 10% би се нахраниле околу 26.000 лица со по 3 оброка на ден, бидејќи тоа се разбира се уште потребливо. На локално ниво немаме направено анализа, ниту имаме информација дали некој тоа го сторил, меѓутоа, тргнувајќи од фактот дека секој еден од нас набавува количина на храна секогаш поголема од потребното за едно домаќинство, меѓутоа тргнувајќи од фактот дека Битола меѓу другото е и град угостителски со многу угостителски и трговски субјекти и форми, идејата стара веќе неколку години сега ни беше и е да направиме едно вмрежување на сите оператори со храна кои би се погрижиле тоа количество на храна и да се добро организира, да се третира и успешно се достави во меѓувреме се складира се разбира и успешно се достави до оние на кои им е тоа најпотребно, во случајов ранливите категории со висок социјален ризик, за жал кој се уште го имаме во 21. век. Ке очекуваме и се надеваме дека во ова вмрежување ќе се вклучат сите социјални установи, институции кои имаат реална можност и алатки да помогнат во оваа борба против сиромаштија и глад, хуманитарни организации, поединци, доброчинители, угостители, трговци и така натаму. Во Битола се делува многу на ова поле, меѓутоа засега само поединечно. Се организирале безброј хуманитарни активности од страна на тие хуманитарни организации, издруженија на граѓани, општествено одговорни компании, угостители доблесни, општинската организација на Црвениот крст, која тоа го работи доста успешно, морам да кажам. Поединци пак ќе ве спомнам, меѓутоа искрено верувам дека ако сето тоа успееме да го соединеме, ако сето тоа успееме да го синхронизираме и да го организираме, да му дадеме една добро организирана и подготвена форма, тоа многу ќе придонесе многу повеќе во оваа борба против сиромаштијата и гладта и сето тоа ќе се претвори, ќе заврши како една успешна приказна за нула гладни во Битола.